Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер и сите вие кои не гледате преку нашиот стрим во живо. Нормално. Добар ден, добро вечер или било кој дел од денот, но за сите оние кои не гледате подоцна преку нашиот YouTube канал Радио Лидер. Задачата на еден новинар е секогаш да биде објективен, независен и непристрасен. Иако секој од нас има одредени ставови за животот, идеолошки ставови, политички ставови. Во Македонија да се биде објективен, значи да се каже дека со оваа држава владее криминален нарко-картел. Тоа успеавме да го видиме дури и вчера, со оној скандал кој го објави опозицијата за тоа како директорот на ЕСМ, Васко Ковачевски, тогаш директор на РЕК Битола, заедно со бизнисменот Стојан Чифлигаровски, ако некој кој краде пари од државата не може да биде наречен бизнисмен, тој во најдобра мерка е тајку. И заедно со Вице Заев, братот на премиерот Зоран Заев, се обидувале да изнудат 250.000 евра од еден бизнисмен, односно двајца бизнисмени кои работеле во РЕК Битола. Сега, ситуацијата е таква да подоцна од МВР пријавата на овие бизнисмени во која се споменувало и името на Вице Заев била одстранета од МВР и од обвинителството. Криминалот царува во нашата земја, криминалот владее со нашата земја. Некој нас системски не ограбува. И порано системски не ограбува за време на ВМРО ДПМН, оние структури околу Сашо Мијалков, но и денес новите властодржци не се задржаа во тоа да не ограбуваат. Додека трае овој грабеж, во исто време трае цела една стратегија која ја спроведува пред се Мила Царовска, а со која практично преку образованието, преку културата и преку се она што се нарекува културен, општествен и интелектуален живот се обидуваат овој народ идентитетски да го обезличат. Ово утро разговарам со пратеничката Велика Стојкова Серафимовска, се надевам не ги измешав презимињата, чија тема на експертиза е токму културата, токму како културен антрополог, но и како човек кој се бави со овие теми, би сакал да ми одговорите веќе на самиот почеток. Дали гледате дека се ова што се случува со образованието, со овие така наречени реформи, со се ова, дали сметате дека ова е стратешки насочена мисија за уништување на се она што се нарекува македонски народ, македонски идентитет, македонска култура? Најпрво добро утро, добар ден и добро вечер за сите оние кои не слушаат и гледаат. Чест ми е да бидам гостен во оваа утринска емисија и да одговориме на прашањето. Да. Значи цела оваа стратегија која што ја гледаме така многу интересно како ја спроведуваат Зоран Заев и Мила Царовска, бидејќи според мене тие двајцата се најистурените реализатори на оваа агенда, е токму уништување или промена на она што за нас значи македонски идентитет. Велат дека најлесно е да се уништи еден народ, па и нација, преку уништување на образовниот систем, преку образованието. И нам тоа ни се случува, бидејќи знаете кога ќе го намалите нивото на образование, како што кај нас вртоглаво паѓаат и критериуми и гледаме како се намалуваат рангирање на нашите универзитети, како се намалува квалитетот на образование во основните училишта, во средните училишта. Значи, кога ќе го намалите квалитетот на образование, тогаш и младите, и па и децата, значи и повозрастните ученици, па и студентите, остануваат на тоа што вие ќе им го кажете. Значи, не се развива доволно интелектот, не се развива свесноста за припадност и со самото тоа вие добивате една, да речеме, плодна нива на која што може да насадите било што и било каков идентитет. Да, но
Еве сега, например, вчера гледав еден клип од некој си историчар или интелектуалец или прв пат го гледам кој е. Мислам дека беше со интервју на Сител човекот. Интервју кој го споделила Мила Царовска, во кој се вели дека македонската историја, односно историјата која ние сме ја изучувале, била полна со дискриминација. Што била дискриминацијата? Дискриминацијата била да се каже дека, да речеме, во Втората светска војна имало балисти во Македонија кои се бореле на нацистичка страна и учествувале во Втората светска војна на страната на Хитлер, биле дел од екзодусот на евреите или така натаму. Тоа било дискриминација да се спомне. Понатаму, терминот отоманско робство бил дискриминација. И сега, дури доколку седнете со еден кемалист од Турција, држава која е изградена врз основа на борбата против Отоманската империја, Кемал Ататурк бил командант кој тргнал од Анкара, таму нели, затоа денес е главен град на Турција, не е Истанбул, и ослободувал Турција од отоманското робство и ја создал современата Турска република. И сега, ние во Македонија ќе кажуваме дека во Турција немало отоманско робство. Нели ова, односно дека тоа не било робство, дека било што било? Демократија. Зошто? Затоа што ако кажеме отоманско робство, тоа било дискриминација кон нашите сограѓани турци. Што не е точно. Гледате сега. Значи јас постојано го говорам тоа и сите тоа го говориме дека Мила Царовска, а и богами неколку други министри, своите ресори ги разбираат како невладина организација, како невладин сектор. И сега тоа што тие го предлагаат и велат дека е дискриминација, е некоја матрица на размислување која што не е државотворна, тоа е матрица на NGO, значи на невладиниот сектор, каде што ние можеме да имплементираме проекти, да експериментираме, затоа се невладините организации, затоа е граѓанскиот сектор, значи за да има поголема слобода во избор на различни теми. Но, кога станува збор за образование, кога станува збор за државна институција, вие не можете така да се однесувате, не можете тоа да го гледате како невладин сектор. И сега ова што Мила сака да го направи во историјата, а и во другите предмети, значи не е само историјата тука во прашање, но најмногу болната точка е историјата, е всушност нејзина проекција, јас тоа така го разбирам, бидејќи немам никаков друг аргумент дека не е тоа така, како треба да изгледа во незината, значи во незиниот склоп на ум и разум, како треба да изгледа еден учебник по историја без никаква дискриминација, но при тоа таа заборава дека на тој начин ги дискриминира сите нас, ја дискриминира вистината. Да, бидејќи ја дискриминира вистината. И науката ја дискриминира. Не може, значи историјата постои меѓу другото и да научиме од грешките во историјата. Затоа и постои историјата. Ако ние не научиме што било феудалното општество, дека тоа било робовладетелско, ако ние не научиме за отоманското робство, точно, тоа е историски факт, тоа е историска вистина. Ако ние не научиме што вистина, каква била вистинската приказна, вистинската реалната состојба за време на Првата светска војна, на Втората светска војна, дали тоа биле балисти, дали биле бугарски окупатори, дали биле. Значи тоа е нешто што Полска не може, значи не може ние да избегнуваме реалноста и децата врз основа на што и како ќе ги научат вредности. Ова е исто. Тоа е исто како што ги избриша термините во терминолошкиот дигитален речник. Значи истата работа. Ако вие го избришете зборот, еве во случајот циган, и ако не дадете толкување што значи тој збор, значи мора Мила Царовска да свати. Треба да стои тој збор и да стои дека тој збор ќе живее кај народот. Да, но треба да биде објаснето дека е навредлив. Треба да биде објаснето и затоа имено треба да стои во толковникот, бидејќи треба да биде објаснето дека тој збор е навредлив. Дека има неубаво значење и навредливо значење. Како инаку децата ќе го слушаат тој збор и ќе го потребуваат, бидејќи зборот нема да исчезне од јазикот. Јазикот е жива материја. Јазикот ние го говориме. Дали тој ќе биде ставен во терминолошкиот речник или не, тој збор ќе остане. Велика исто така многу интересен феномен за ова целата реформа. Ова е исто како сега да отидете во Полска или во Израел
и да кажат дека не треба да се учи за Холокаустот на евреите, затоа што тоа е дискриминација кон германците, а не е дискриминација кон... Дали знаете дека мешовитата комисија помеѓу Полска и Германија работи на учебниците на историја од некаде 50-тите години, за да првиот учебник излезе 2012 година. Значи, ние им требало 50 години да се договорат како ќе го решат проблемот во историските учебници помеѓу Полска и Германија. А ние сакаме за 2 години, за помалку од 2 години работа на нашата комисија, ние да ги договориме оние најболните и најранливите точки. Аз внимавајте, кај нас работи за диктат. Колку нашата моментална влада и нашиот моментален премиер не ја разбира поентата на науката и не ја разбира историјата и важноста на историјата, кога после само 2 години работа, и тоа со страшни обструкции работа на мешовитата комисија за прашањата по историја помеѓу Македонија и Бугарија, тие сакаат да добијат веќе никаков резултат. А ние имаме случај, значи од Европска унија, од Европа, каде што 50 години траат тие процеси на договарање. И тоа никако не попречува на развојот на Полска или развојот на Германија. На Германија. Од друга страна имаме една ситуација во која, еве сега исто за таа дискриминација, полека ќе завршиме таа тема, вели тој експертот на власта, вика, во македонските учебници за историја, вика, нема ништо за историјата на ромите. Не е точно, има делови за тоа како ромите дошле на овој предел. Многу ги почитувам ромите како етничка заедница, имаме многу пријатели роми. И јас себе дури сум разговарал со ромите, веламе, што имате вие како знаменити личности во историјата, зборувам некоја се, и луѓето велат дека ние сме народ без држава, кој никогаш нели немал држава. Теоријата е дека се протерани од делот на Индија и така завршиле овде. Тоа го има во нашите учебници, ако не се лажам. И со самото тоа што немаме држава, ние немаме кралеви, немаме револуционери, немаме ништо од тоа. Како ние учиме историјата на територијата на Република Македонија. Ние не можеме во историјата да објаснуваме генези на сите етнички заедници кои што живеат во Македонија, освен доколку тие не биле вмешани во историските процеси кои се случувале на оваа територија. Ромите не биле вмешани, тоа не значи дека... Ама тоа не значи, тоа не е намалува нивната важност во општество како едни од оние кои што се чинители во општеството. Меѓутоа, кога се учи во историја, учиме историски процеси, учиме историски контексти, учиме историски факти. Сето она што е, како сме стигнале до ден денешен. Че тоа е историјата, ние не можеме во историјата да одвојуваме посебни теми за посебни етнички заедници кои што живеат во Македонија. Навистина абсурдно е и сите овие постапки што се случуваат во моментот во Министерството за образование, кои што Мила Царовска насила ги бутка, укажуваат само на едно големо непознавање. Постои еден големо непознавање на она што е вистинска образовна реформа и образовен процес. Постои една пропаганда левичарска, комунистичка дури, би рекол во Америка, која своевремено ја води еден историчар кој сега веќе почина пред неколку години, ако не се лажам, се работи за Хауард Зин. Тој е автор на книгата People's History of the United States. Сега, таа радикално левичарска пропаганда... Тоа е People's History, тоа е народна историја, значи да. Има голема разлика. Смета дека историјата на еден народ не треба да се како да кажам, да се конструира врз база на историјата на елитата на тој народ, на револуционери, кралеви, пеачи, луѓе знаменити и така натаму, туку треба да се демонстрира врз база на тоа како живеел обичниот човек во одреден период. Сега навлегувате во мојата струка, тоа е етнологија. А зошто тогаш народна историја го нарекуваат? People's History, значи тоа исто не е лош термин, тоа може да биде историја на еден народ. Ама тоа веќе подразбира поинаков пристап, значи тоа веќе не е оне класичен историски пристап во кој што се наведуваат фактите точно. Историјата за жал секогаш е пишувале победниците. Да, но овде имате историјата за жал секогаш е, значи, елитистичка, бидејќи ние ден денес документите ги наоѓаме таму. Ако одиме на ромите, на пример, само на ваков начин можеме да им напишеме историја. Тоа е веќе етнолошки, етнографски контекст на пишување на историја во кој што се истражува конкретно
еден народ или една етничка заедница. И тогаш вие тогаш ја покажувате како, значи од каде доаѓаат, која им е генезата на настанување, која им е традицијата, фолклорот, јазикот, културата, обичаите. Така се детерминира еден народ и тоа е народната историја, како е создаден тој јазик, под чие влијание, како е традицијата, под чие влијание, тие кому влијаеле. Да, но овие етнички групи во Македонија само на ваков начин можеме ние да им напишеме историја. Да, значи ние имаме, јас работам во Институтот за фолклор. Значи тоа е мојата примарна работа. Таму ние имаме, јас се гордеам со мојата институција, бидејќи ние сме една од ретките кои што од самото основање имаат оддел за во тоа време на Југославија народности, така се викал тој оддел. Денеска е оддел на сите етнички заедници, каде што имаме влахолог, че истражуваш на влашката историја и култура, имаме ромолог, имаме албанолог, имаме турколог, значи имаме сите етнички заедници каде што се истражува имено етнографијата, етнологијата на тие народи. Ма не е тоа историја у школа што се. Тоа не е историја, историјата е друго нешто. Историјата е, како што рековме, историски процеси. Значи историските процеси, пораките кои што се носеле за време на тие историски процеси, како тие влијаеле врз развојот на таа територија или држава, доколку било држава, ме разбирате, значи тоа е сосем еден друг контекст. Дали Гоце Делчев е бугарин или македонец? Гоце Делчев е македонец по своето етничко потекло, меѓутоа факт е дека во тој период тоа било Бугарија. Значи, тука е големата небулоза, големото недоразбирање на нештата, за кој што нашиот источен сосед се фаќа, бидејќи во тоа време де факто тоа било Бугарија, значи ние сме биле под бугарско. Не биле под бугарско, не под отоманско роден. Да, тоа е, ако збориме така, Гоце Делчев е роден во Кукуш, значи тој умира во Банет. Нема никаква врска со Бугарија, неговото етничко потекло, неговата идеолошка, неговата лична припадност. Да, но тој таму потпишал дека е бугарин. Постојат документи за така. Постојат документи, да, и во тоа време, еве, да се вратиме најблиско, еве, Југославија, така ние се пишувавме Југословени, надвор од Југославија, ние бевме Југословени. Ние имавме југословенски пасош, така? Добро, не е ни далеко од вистината дека сме Југословени. Ние сме дел од од јужната сакам да ви кажам дека ние надвор од Југославија сите бевме Југословени, така? Ако некој не прашаше што сме, викавме, еве, македонец. Значи, во тоа време, бугарската држава, како дел, нели суверен дел во Отоманското царство, била Бугарија, сите документи биле бугарски, службениот јазик бил бугарски. Околу тоа како настапуваме. Гоце се вели дека е, значи потпишува, да, ние можеме да најдеме многу такви историски документи во кои што тој се вели дека е бугарин. Аби Киро Глигоров има документи кај што вели дека е бугарин, па умре како најголем антибугарин. Точно. Исто можеме и за Лазар Колишевски да го видиме. На Гоце Делчев е неприкосновено македонска. По целата негова идеологија, по целата негова работа, значи по целата негова дејност. Тој е македонец, тој не може да биде бугарин да се бори за слободна и самостојна Македонија. Не може да биде етнички бугарин, сакам да кажам. Ма не се борел за самостојно, он се борел за автономија. Тука доаѓаме до процесот 19 век создавање на нации. Значи, тоа е тука еден друг кој што исто така за жал Мила Царовска не го разбира како процес. Како се создаваат нациите, значи треба да се ги прочита сите убави книги, многу книги. Ама не се видите, Мила Царовска беше како се создава нација, како се создава национален идентитет. Што е тоа етнички идентитет, што е тоа национален идентитет? Невладин, значи вака. Мила Царовска работеше во ХОПС, во ХЕРА, некој од тие организации, каде што примерна дејност им беше бесплатно делење на кондоми за социјални работнички и грижа за нивното сексуално и репродуктивно здравје. Она се занимаваше со тоа, се не е срамота да се бави со тоа. Можда е битно и тоа е битен сектор, но сега како од некоја која се грижала за психичкото, менталното, физичкото и бактериолошкото здравје на проститутките, да очекуваме дека таа жена сега нас треба да ни креира историја, треба да ни креира политика, треба да ни креира иднина. Мене тука ме загрижува. Од каде доаѓа таа експертиза во сите полиња? Знаете, еве сега вие сте етнолог, нели, антрополог, да, не се занимавате со тоа какви песни имале македонците, власите, турците, русите, не знам кој во 16, во 15, во 20, во 19 век,
И тоа ви е поле на експертиза. Тоа произлегува дека вие сте дел од културната дејност во Македонија и ве разговараме за култура, за образование, за нешто што е поврзано. Точно, не можам јас да разговарам за транспорт и врски сигурно, бидејќи не сум. Но како жена која требела кандида и трипер, сега нас да ни говори за се ова? Тоа ми е прашањето. Прашањето е дека тоа е невозможно и затоа ние имаме вакви наводни реформи кои што немаат ни глава ни опашка, затоа имаме ваков еден силен револт од родителите пред се. И имаме тешки, како да кажам, неметодолошки постапки во однос на цела воспроведување на и нејзината идеја што значи една реформа во образование. Видете, ние пред неколку дена имаше еден исто нејзина изјава во која што таа вели дека учебниците ќе се напишат за 1 месец. Значи било кој наставник да прашате, професор кој што има правен учебник, ќе ви каже дека подготвувањето на наставно помагало, особено за основно образование, е сериозно долг процес, во кој што треба да се земат предвид многу факти и многу работи. Не можете вие за 1 месец да создадете учебник. И не можете вие доколку напишете насоки во учебникот, кои насоки треба да се да биде за кои дејности треба да ги опфаќа учебникот, тоа за 1 месец да се среди и да биде точно и да биде методолошки исправно и да биде прегледано и од психолог, и од педагог, и од сите инстанции низ кои што треба да помине едно наставно помагало еден учебник, особено повторно ќе кажам во основното образование. Ама како тоа Па тоа е непознавањето на Мила. Значи Мила, јас кажувам постојано, човек кој што не го заокружил сопственото образование, не може да претендира да биде министер за образование и наука. Да. Никој тоа не го спомнуваше кога Мила Царовска беше министер за труд и социјала, бидејќи тоа не беше репер, дека меѓутоа ако претендирате да бидете, извинете, зошто никој на Рената Дисковска не ја кажа збор? Професор доктор на науки. И зошто еве и покрај сите мани што ги имаше госпоѓата Десковска, зошто таа не влезе во процес да менува историја, да забранува термин? Бидејќи сериозно образована. Добра, ма и мажена е со ВМРО-ец, тоа малку се знаете, тоа може семејните врски знаат да бидат на вистина. Но свесна дека за една реформа е потребен многу долг и детален период. И она што мене е исто многу интересно кај СДСМ е дека тие најпрви истиот тим што ги прави сите реформи, до сега го прави и овој реформен процес, значи повторно одиме со оној тим кој што не беше успешен во претходните реформи во образование. И тоа зошто само што дојде Мила на функција, значи само што стана министер за образование, веднаш што зафати за реформи. И тука се гледа незината агенда и спроведувањето на агендата. Прва што направи реформа на концепција, нова концепција за образование која што се уште не е завршена како процес во собранието и покрај тоа што таа ја турка работата и ја игнорира не само цела опозиција, туку и цела интелектуална јавност во Македонија. Незината агенда е тоа спроведување. Фузија на предмети, нешто она се замислила во главата, мисли дека тоа така треба да се изведе, а не е свесна дека никаде во свет не постои таков метод. Еве сега дигитализација на учебници, која што е исто така далеку од вистински процес на дигитализација. Дај може што е следно, биткоинот ќе го уведе како официјална валута во школство. Партиципација у биткоин да плаќаме, не знам. Во насоките на наставните програми кои што се дадени за изготвување на новите учебници за 4-то одделение, мислам дека едно од насоките е за јакнување на идентитетот на граѓанин на Северна Македонија. Што е тоа? Значи, Боже тоа мој. јас не знам што мислеле на тоа, на вистина, бидејќи тоа може да се каже поинаку и на тој начин нема никого на навреди, бидејќи на овој начин Мила Царовска навредува многу луѓе кои што го бојкотира референдумот на 30 септември 2018 година. Не, ама и далеку од тоа е. Тоа е дискриминацијата која што Мила ја прави, а која што против која се бори. Она не за дискриминација, таа ја прави дискриминација. Јас на вистина овде морам да го искажам моето несогласување со дел нели од ставовите на ВМРО ДПМН. Ја немам ништо против Северна Македонија, да се вика Северна Македонија, но јас сакам да бидам македонец, ама не може, нас не се етнички македонец, а тоа што државата ми се вика Северна Македонија,
да не никако да не ми влие на мојот идентитет, затоа што не можеме да ја вратиме Македонија, тоа очигледно. Е сега, ние треба во тие учебници да промовираме дека во оваа држава живеат македонци и се доминантно население во оваа држава. Независно што се вика Северна Македонија, а не граѓани на Република. Ама со самото тоа што се додаде таа придавка, значи географска, не е географска одредница, тоа е придавка веќе дадена, значи ние веќе во поголем, значи германските јазици, германскиот јазик. Ма не е важно. Самиот јазик е таков да не нарекуваат Северно Македонци. Ама добро, во Северна Кореја не живеат севернокорејци, корејци живеат. Во Северна Ирска не живеат северноирци, ирци живеат. Но знаете како проблемот е тоа што нас сега, кога не нарекуваат Северно Македонци во таа транслитерација, германска во случајов, таму најмногу е видливо тоа и тоа не се виновни луѓето. Тоа е транслитерацијата, тоа е јазикот. Да, ама транслитерацијата не ми влие на идентитетот. Проблемот е што нашата држава не реагира на тоа. Нашата држава, бидејќи како што ние во минатото кога бевме бивша Југословенска република Македонија, формер Југослав Република Македонија. Значи јас како научник никогаш не дозволив некој да ме нарече фиром. Ги терав да си го кршат јазикот и да го кажуваат целата одредница, доколку не сакаат да ме наречат Македонија, значи тоа беше нели проблемите со нашиот јужен сосед. На научни настани, па и дури во УНЕСКО. Не ве молам, значи сме реагирале, ќе го кажете целата таа глупост, тоа е референца, но ќе ја кажете. Мора да ја кажете. Фиром не е име на држава. Во истава прилика, истиот, значи не може вие да кажете дека ние сме северно македонци. Ќе кажете граѓаните на Република С Македонија. Ме разбирате, нема кратење. Не сме има кратење. Ама сега не може сега кој Никола Димитров ќе отиде у Билд или у Франкфуртер Allgemeine Zeitung и ќе им каже па треба да кажуваме, затоа што од ова молчење ние сме доведени до оваа ситуација. Треба да кажуваме, ама тоа е работа на државата. Јас не се согласувам со таа промена. Затоа што јас не ја дадов, значи имаше нема враќање назад. Имаше референдум, на тој референдум народот бойкотираше. Значи немаме официјални резултати дека тој референдум е невалиден, неуспешен. Крсто Муковски ја зема судбината во своји раци и храбро одлучи. Ова што се случува, значи ова пишување во наставна програма идентитет на граѓани на Северна Македонија. А што е тоа идентитет на граѓани на Северна Македонија? Имено, што е тоа? Има во Македонија граѓани на Северна Македонија кои е македонец. На луѓето кои што не се чувствуваат и кои што не дале согласно за таква нешто. Ама и да дале согласност, тоа не го прави него Северно Македонец. Некој дал за УЕУ да влезе согласност. Не за да стане Северна Македонија. Например, во Северна Македонија, еве сега ќе им го употребам терминот, и ако одбивам и јас да го употребувам, затоа што не ми е должност и не го употребувам, но еве сега ќе им го употребам. Во државата која Унија викаат Република Северна Македонија, живеат македонци кои имаат македонски идентитет. Живеат албанци кои имаат албански идентитет. Живеат власти кои имаат македонски влашки идентитет, нели? Живеат срби кои имаат српски идентитет, живеат бошњаци, босанци кои имаат бошњачки идентитет. Ама кој е идентитетот граѓан на Република Северна Македонија? Нас не врзува пасошот, точно. Во науката тоа се вика национален идентитет. Значи во науката тоа се вика идентитет на нација во смисла нација држава. Добро. Значи во тој контекст го велам нација држава. Затоа виков Мила треба да се врати малце да го прочита, да се прочита книги во кои што ги се опишува како настанувале нации во 19 век. Ама не постои граѓански идентитет. Каде во свет постои граѓански идентитет? Именно тоа сакам да го кажам. Значи една вие да промовирате и во на пример во насоките да биде зајакнување на национален идентитет. Националниот идентитет на Македонија. Па нека пишува и како сака, и на Македонија. Но национален идентитет подразбира идентитет на припадност на една држава. Значи припадност на една нација. Значи кој тише од Хаваи американец. Почитување на знаме како национален символ. Ние имаме едно, ние националното знаме, друго е она македонското етничкото знаме на Кутлеш, така тоа не е етничкото знаме. Но националното знаме се знае кое е, така националната химна се знае кое е, за да не може Тамара да ја заборава после. Значи сите тие работи се во доменот на градење на национален идентитет, припадност на државата, државотворност, општествена одговорност и се знае
кои се државотворни етнички, значи кои се државотворни народи во Македонија, односно во овој случај македонскиот народ, како доминантен, со доминантна култура, јазик и традиција. Кога сме кај образованието, не постои развиена земја, нација на светов, во која секое утро, независно дали збориме за Велика Британија, ќе се пушта химната и ќе се крива знамето, да. Дали зборуваме за Америка, дали зборуваме за Јапан, дали зборуваме за Израел, во школо секое утро се интонира химната. Кај нас постојаат такви предлози, и се нарекува дека било фашизам тоа. Па видете да ви кажам докаде оди ова лудило да го наречам, и тоа е една многу агресивна агенда на Зоран Заев во обезличувањето на македонскиот идентитет, и дури не знам дали приметувате дека на нивните настани кога се интонира химната, се интонира само инструментално. Значи не се пее химната, туку само се интонира. Сериозно? Не сум го забележал. Да, приметете, го забележете го, ќе видите дека на нивните настани, па дури и на државните настани во изминативе 2-3 па тоа е кривично дело. Само се интонира инструменталната химна, не се пее. Ама тоа е кривично дело. Па тие според законот ќе се свири химната. Химната се свири. Но забележете го тој момент, значи има многу такви интересни ситуации во кои што тие си ја протуркуваат таа агенда, многу подмолно да кажам, бидејќи знаете, народот се изложува на тоа влијание и постепено ние ќе ги забораваме зборовите на химната наша. И јас нема да ги заборавам. Не, ние нема да ги забораваме, но рачунете дека децата, младите, значи јас сум дете на Југославија, да кажам, израснав и се образував за време на Југославија. Како не? Но и ние секој утро за татковината со Тито напред во Браќа Рибар, тогаш основно училиште Браќа Рибар, сега Димитар Милодинов, ние си ја почитувавме секој утро химната на Југославија. И тоа не е воопшто лошо. И затоа ден денеска во Сон да ме прашате, јас знам и Хеј Словени, па и македонската химна секако. Да. Значи тој начин на градење на, затоа велам, национален идентитет во кој што државата ќе го зајакне чувството на припадност на Македонија, и албанците ќе се чувствуваат како македонци со албанско етничко потекло, турците ќе се чувствуваат како македонци со турско етничко потекло. Ме разбирате каде е разликата? Да, но еве сега тоа е голема разлика, многу важно. Ќе ви кажам сега една работа со која можеби нема да се согласиме. Дали користењето на она знамето од Кутлеш во исто време е и рушење на македонскиот национален идентитет? Не, бидејќи македонското население е доминантно, македонската култура, традиција, јазик, историја е доминантна, и бидејќи македонците се државотворниот народ, уставотворен народ. Да, но во Америка, да речеме, она јужњачко знаме е забрането за користење на тие официјални настани и така натаму, а и тоа е етничко знаме на јужњаците во Америка. Па и тогаш ние да го забраниме албанското знаме. Па јас сум да ги забраниме и Кутлеш и албанското знаме и сите етнички знамења, да си го користиме само нашето. Не можете, значи ова на Мирослав Грчев. Тоа не може, бидејќи кој инаку многу наликува на влашкото, на романското знаме, вака кое ќе го видите по дизајн. Не знам дали сте приметиле како етнолог. Не сум. Нашето современо знаме, само боите се малку различни. Не можете да забраните користење на символи, тоа е веќе нешто друго, значи тоа е исто така интервенција општествена која што не сме да се дозволи, бидејќи станува збор за народ, значи етнички символ. Не, албанското знаме е знаме на друга држава. Тоа е веќе друго. И тоа значи одбележување на територија. Тоа е исто како интонирање на албанска химна, значи точно, тоа е веќе друго. Тоа е политички. Но не смеете да забраните символ. Символ не смееме да забраниме. Немам никако, нека си го користат орелот, нека го стават на друга позадина. Од Кутлеш е символ, етнички символ, значи на македонците, и тоа не имаше да го забраниме. Не е баш сега некој етнички символ за македонците, македонците до пред 50-60 години не знаеле. Да, но зборуваме за еден процес на составна традиција. Прв пат кога е окрено знамето од Кутлешеве да им демонстрираме на нашите сограѓани, кога македонците за прв пат почнуваат, да бидеме искрени, и кон сопствената историја. Да, значи не можеме да кажеме, бидејќи знамето Сонцето од Кутлеш ние се наоѓа и на средновековните манастири.
Добро. Значи тука не можеме да се масовната употреба почнува негде 70-тите. Масовната употреба е друго, масовната употреба е друго и масовната употреба, значи знаете како народот кога се почувствува загрозен се враќа кон своите корени, кон своите етнички символи. Ние зошто сега крваво почнуваме, јас секогаш го кажувам феноменот на егејската музика. Феноменот на егејската музика која што се популаризира страшно во Македонија, кога се популаризира? Со интензивирањето на проблемот меѓу Македонија и нашиот јужен сосед и проблематизирање на името. А од 2008 навам имаме една експлозија на егејската музика во Македонија именно заради тоа што тоа ни е загрозено. Затоа и се популаризирал етничкиот символ, значи тоа етничко знаме што го велиме 70-тите години, бидејќи тогаш народот почувствувал потреба да си го овде... како да кажам, нас не донесе ова ситуација да мораме да си го докажуваме идентитетот, што е еден абсурд во дедо ми покоен е роден во СХС, бил дел нели и во Втората светска војна и за знамето од Кутлеш многу доцна дозна, дека воопшто е македонско знаме и некој деклариран македонец. И јас кога го прашував дедо ми, добро викам, пред ова знаме во од Кутлеш, кое беше, викам, ваше знаме? Он вика, македонците, ние си сакавме црно и црвено. Значи нешто слично на она денес ВМРО што го употребува, само нели има горе лав жик за лавот баш и во историско ВМРО го употребувале, ама не многу. Лавот е символ кој што се јавува во многу широк појас во светот, значи особено овој медитеранскиот, да кажеме, значи уште од старите цивилизации, така да не можеме да кажеме дека лавот е чист наш. Ексклузивитет, да, и тоа што збора бугарски бил лавот, кај па се. Значи лавот можете да го најдете, како да ви кажам, и што и во предхристијанските првичните цивилизации, па и во египетската цивилизација, значи лавот е символ на моќ. Лавот не имаше, но ви кажам, сонцето од Кутлеш се наоѓа и во антички и во археолошките ископини кои што се наоѓаат во територијата на Македонија. Ама сега па немало сонцето од Кутлеш црвена позадина. Значи, немало ни плава како грците што имат, немало никаква позадина. Символот, символиката е она што е важно за народот и она со кое што народот се идентификува. Според вас, кој има право на античката македонска историја? Ние, грците или и ние и грците? И ние и грците, историјата има право на античката историја. Кој има право на римската историја? Италија, Романија, Македонија, Грција. Кој има право на византиската историја? Па добро, јазикот доминантен во Византија бил грчки. Тоа се цивилизации кои што влијаеле на народите кои што живееле во тој период. Ама добро, античките македонци биле дел од хеленската цивилизација. Дел од токму така, од хеленската цивилизација. Значи, проблемот е што ние, не знам колку сигурно читате многу, ќе видите дека во последниве 10 години особено започнува науката да ја менува реториката и повеќе не викаат грчка цивилизација, туку викаат хеленска цивилизација. Тоа не значи само грчка по дефолт. Точно, затоа што хеленската цивилизација и она што нашиве не знам колку стручни од Министерството за култура и од оваа влада кога направи она глупост дека на спомениците кога ги сменија написите дека припаѓале на хеленистичката цивилизација, значи тоа не го сгрешија. Хеленска, не е хеленистичка. Да, хеленистичка би требало да постои таква идеологија, хеленизам. Значи хеленска цивилизација, хеленска цивилизација е многу широк поим. Значи под хеленска цивилизација била под влијание цело Средоземје. Исто како подосна под Византија, подосна по римска, па подосна под византиска, па подосна римската цивилизација практично е наследник на хеленската. Тоа се цивилизации со своји вредности кои што се развивале во тој период. Исто било и со македонскиот период. Тоа е дел од хеленскиот период, е дел од тој процес кој што врши влијание. Денеска имате, вие се спомнуваат влијание од походите на Александар во Индија, нели во Иран, во сите тие. Тоа е дел од историјата светска, вие не можете да го земете ексклузивитетот, не е тоа ексклузивно нешто што припаѓа на нашиот јужен сосед или на нашиот источен сосед, еве сега актуелно во со Бугарија со Кирил и Методи. Срамота е тоа. Ние сме изгледа премногу. Најблиско до историјата е дека Кирил и Методи не биле ни македонци, не биле ни бугари. Мајката најверојатно мајка им била македонка, значи бидејќи мајката бил грк. И треба да бидеме искрени кон тоа.
Значи ние не можеме да збориме дека Кирил и Методи се бугари кога во времето кога Кирил и Методи ја создаваат азбуката, Бугарија не била дојдена до тука. Но за тоа бугарско не било уште ни царство, потоа станува царство. Видете, целата оваа генеза, се ова што се случува во оваа карам каша на научната вистина која ни ја презентираат, сакаат да прикажат дека во минатото ВМРО ДПМН пред се мислам тука правело една пропаганда на изместување на македонската историја од своите корени. Јас нигде во официјален, точно има одредени, ја ги нарекувам, нели, псевдоисторичари, луѓе кои не се експерти, не се доктори на историски науки, така натам, кои излегуваат по телевизија, зборат Александар дека го сониле, дека им кажало и така натам. Но во официјалната историја, античка Македонија, нигде не е запоставено дека е дел од хеленската култура, хеленската цивилизација. Напротив, во било кој учебник, јас сум учил. Напротив, дури и во тој период, значи македонците ги нарекуваат варвари, значи нели Филипе, варваринот, неписмениот, ги така тотално војната се води, ама Филип води војна со хеленските град држави во тој период. И пријатели. Не можам да ги наречам грчки, бидејќи Грција е кованица на 19-20 век, значи не е, ја нема никаде претходно не се спомнува како термин. Имам пријатели кои цели истражувања, цели книги пишуваа за условно кажано антиквизацијата на Македонија. Тоа е еден термин кој СДСМ умееше да го употребува. Да, го направија пежоративен, навредлив термин. Да, навредлив термин. Така... Дали, видете се, оние сите споменици на архитектура и така натаму, мене реално воопшто не ми се допаѓаат. Мислам дека во 21 век не треба да се гради така и тоа, но дали она форсирање на античката историја, Александар Македонски, Филип, ете ги уште стојат на плочадот, независно што пишува на плочадот, тоа никој него ни прочитал, ниту го интересира. Дали, па не, зошто да се смени Давид од хеленската историја се дел и што? Да, хеленската не хеленистичка. Знаете, што ни менува нас тоа? Може и ние сме биле дел, можеби. Но не хеленистичка, да се разбираме, тоа е страшна глупост, да. Сега, прашањето ми е, дали тој обид на претходната влада да ги наметне тие антички, како да кажам, фолклорни елементи во нашата земја, дали беа обид за заштитата на нападнатиот идентитет? Значи, ние не сме единствен народ кој што поминува ни сите тие фази, тоа е еден природен процес на создавање на градење и зајакнување на идентитетот и да, нам веројатно ни беше потребен вака термин англиски да употребам boosted, едно, значи, зајакнување, едно малце подбутнување на она што за време на Југославија реално беше малце потиснато, и според мене тоа беше малце премногу агресивно во однос на визуелниот. Можеше многу поелегантно да се изведе. Видете, јас сум експерт за нематеријално културно наследство, мојот факт на работа е заштита на се она што значи нематеријално, а нематеријално подразбира знаење, умење и вештини на народот кои што се пренесуваат со генерации на нас. Тука спаѓа јазик, литература, значи литературни творби, фолклор, литературна, мислам, на народна проза и поезија, ритуали, обичаи, занаети, гатанки, верувања, значи се она што е поврзано со традиционална медицина, традиционална архитектура, се што е поврзано со знаење и умење. Ако сакаме ние да си го докажеме, мене ми е малце нонсенс да кажам дека треба да си го докажувам никому својот идентитет, значи тоа е, немам обврска никому ништо да докажувам, тоа е мој идентитет и точка, но доколку сакаме да го потврдиме, ние можеме тоа да го направиме преку фолклорот, бидејќи ние реално на територијата на Македонија имаме обичаи кои што се со предхристијанско потекло и кои што ние се уште ден денеска ги користиме и ги изведуваме. Например, можете ли да ми кажете некои антички обичаи кои го имаме до ден денес? Малтене секој празник црквата го има прилагодено да биде да се поклопи со оние запознаени сте за тоа стари верувања. И зашто? Знаете како, јас кој ќе кажам... Ама тоа е дел од словенска, например, кога носиме храна на гробишта, тоа е словенска митологија. Не можеме да кажеме чија митологија, бидејќи тука се измешани многу. Коледе исто. Коледе... Има записи дека во Македонија имало и двоверие. Еве го спомнавте Коледе. Значи, коледарските огнови
имаат поинаква символика, имаат символика на сонце, кај нас многу символи се поврзани со сонцето. Кај нас многу обичаи се, значи многу такви символи се поврзани со прославување на сонцето, што повторно се враќаме на она сонцето како символ на македонците. Коледе и со самото тоа што црквата, гледате вела бадниковите огнови, се сеќавате кога ги анатемисуваа бадниковите огнови дека не требало, дека тоа било паганско, па потоа црквата одеше па ги благословуваше, значи бадниковите огнови се токму остаток од предхристијанското време. Ние имаме такви огнови се палат за прочка. Не знам кога правевме куќа теле ставивме такви огнови се палат некаде и за Василица. И тоа е исто. Тоа е исто предхристијански. Значи ние се уште си ги почитуваме предхристијанските обреди, обичаи, верувања и традиции. Поголем доказ за постојање на нашиот вековен континуиран идентитет на овој простор нема. Бидејќи тоа го носите со себе, тоа не, значи знаете како велиме ние за нематеријалното, куќата ќе ми ја земат. Ама душата не може да ми ја земат. Еве, например, бугарите велат дека Георгија Пулевски е бугарин, револуционер, научник и така натаму, но Георгија Пулевски е еден од оние кои пишува за Александар Македонски и за нашата поврзаност со него. Да. Зашто некој у Јамбол не пишува дека они се поврзани со... научници исто така пишуваат за нашата поврзаност со Александар Македонски и ние имаме сериозни научни докази за тоа, за постоењето на разликите помеѓу македонската и хеленската држава во тоа време, вчера бевме како да наречеме. И дополнително е што сите овие работи, значи сите овие докази, ние ги имаме како факти, но се реинтерпретираат и се реконтекстуализираат. Вчера бевме на брифинг е лидерот на вашата партија, господинот Христијан Мицковски, кој во исто време нели и професор на Машинскиот факултет и ни објаснуваше како изгледала последната сесија во која студентите онлайн полагале. Вели, не можев со оглед на знаењето, морав на најниската оценка што ја ставив беше 8, положи ја сите. И сега вели, ова е за прв пат во историјата, или значи дека децата станале многу паметни, или значи дека системот е за нигде. И сега го прашуваме добро како полага и ни објасни дека студентите полагале онлайн со исклучена камера голем дел од нив и сега знаете полагаш онлайн камерата на лаптопот. Што е на студија втора година на студија, така да тоа многу добро знам. Лаптопот ти е исклучен и ти полагаш практично можеш да си читаш книга, можеш на Google да си ги наоѓаш одговорите и така натаму. Какви експерти ќе бидат тие луѓе утре, луѓе кои полагаат испити сега така со оглед на образовниот систем кој некој го инсталирал во Македонија. Значи приметувате дека молк за наставата, како ќе се одвива, ние не знаеме како ќе се одвива наставата од септември. Ние не знаеме сега како се одвива наставата. Тој хибриден модел веќе не го користат. Децата се имаме генерации, 2 генерации деца осакатени. Значи зборам и за целиот образовен процес, од основно до високо образование. Молк има од таа страна, значи Мила Царовска си јатира агендата за дигитализација на учебници, за реформи, интеграција на предмети, не знам што. Од друга страна, она што вистина треба да се реформира, не се реформира, имаме осакатени генерации. Да. Значи во таа насока и како професор, а имам дома студент, исто така гледам дека квалитетот не да паѓа, квалитетот вртоглаво паѓа, ние при тоа акредитираме Универзитет Бугарски, Свети Кирил и Методи, кој што е значи јас истражував на ранг листите светски за универзитети, има нели неколку се тие, во сите ранг листи Свети Кирил и Методи од Велико Трново е дупло на пониско ниво и понизок квалитет отколку нашиот Свети Кирил и Методи. Навистина не разбирам. Што ви кажува ова? Значи ние не го носиме Кембридж, не го носиме Оксфорд, не го носиме ниту па и Српскиот универзитет. Универзитетот во Белград е најбољи на Балкан. Да не изборам, значи ние носиме полош универзитет. Тоа се вика негативна селекција. Значи тоа е негативна селекција. Меѓутоа јас сум секогаш оптимист и ќе кажам една анекдота за професор и асистент
кога професорот требало да бира асистент, избрал послаб асистент од себе затоа што бил самоубеден или со многу така супер его во себе. Асистентот го наследува професорот, станува професор, избира уште послаб асистент. Овој станува професор, избира уште многу послаб асистент, за на крај се бира асистент кој што е толку глупав и станува професор што бира добар асистент, затоа што немаше да го процени колку е глупав. Така да јас верувам во тоа, верувам дека оваа глупост на крај ќе стане на таков абсурд што ќе мора самиот себе да се поништи. Ја така влегов во сито последно. Значи самиот себе ќе мора да се поништи. Да. Во ваков момент да правите вакви реформи, а при тоа ви пропагаат цели генерации на студенти и на ученици, значи ние немаме контрола врз нашите деца, изгубена е контролата. Ние не можеме да знаеме што правото ни, зашто сме ние против тоа. Целосна дигитализација, немало печатни учебници, глупости. Се знае книга е книга. Се знае. Да, но видете, ние мора да бидеме искрени и сега ќе ви направам една споредба во нашиот сектор, нели весниците, веќе во Македонија мртов медиум, се важен. Татко ми се уште се купува весник. Па тој е еден од 1000 во државата. Има еден параметар. Да речеме, еве, сега Босна и Херцеговина е земја во која два од трите ентитети не ја признаваат и сака да се распадне како земја. Генерално. Земја со тотално нестабилен политички систем, со тотално изместени политичко-економски односи помеѓу земја во која се случи геноцид, нели, Сребреница и така натаму, но во Босна и Херцеговина најтиражниот дневен весник Аваз до ден денес има тираж од над 200.000 копии дневно. Во Србија, независно дали со накви таблоиди, дали во нив има за пеачки повеќе или има политика, имаат тираж весниците по 300, 400.000, 280.000 и така натаму, што на популација од нивната би значило дека наш весник би требало негде да има солиден весник, би требало да има околу 25-30.000 копии тираж. Во Македонија најтиражниот весник се продава дневно во 1500 копии на трафик. Одиме понатаму. Имам многу пријатели од издавачкиот бизнис. Во Македонија ужасно малку се чита. Ако ги тргнеме на страна оние глупави селф-мотивацијски книги, оние новели за како да кажам, за на плажа со, не знам, викенд романчини. Да, викенд романчини, дури еве искрено ја ние како мали сме се смееле кога јас сум навлегол во литературниот свет, сме се смееле на еден Пауло Коелјо, луѓе што го читат на Коелјо за све ова денес е не знам како да ви кажам. Но тоа е процес на растење. Постојат толку многу книги што не се преведени на македонски јазик, кои не се читаат, се продаваат по 300. Кога видов еве сега култна книга, не знам, ја купив скоро, нов превод има 1984 од Орвел. Кога видов на крај колку копии е целата тој издание, дека е 300 копии и дека во сите маркети стои е непродадена, си ставив крст на чело, велам ваква книга во 300 копии да се иштам. Но очигледно и издавачите сватиле дека во толку ќе се продаде. Тоа е голем проблем од секогаш, значи јас уште од време на студии, нели, имавме проблем со литература, македонска литература, скоро и да немаше македонски и на факултет, книгите не беа претежно на српско-хрватски. И причината секогаш било, ние сме мал пазар, не ни се исплати да печатиме толков тираж книги. Но да се вратиме на книгите во однос на дигитализацијата и ова што Царовска сака да го насила повторно да го протурка, видите, ние прво мора да знаеме дека ние како универзитет или како Министерство за образование и наука ние не сме вмрежани во оние светски библиотеки, онлайн библиотеки каде што се достапни книги, ако веќе збориме, ако сакаме вистински или дигитален пристап. Тоа така се прави. Значи, јас постојано велам, реформите треба да почнат од високото образование. Наместо ние да ги скенираме, односно не да скенираме, еве сега Мила Царовска не обидува дека тоа ќе биде мултимедијален учебник онлайн. Нам прво ни треба пристап до светските библиотеки, пристап до еден Смитсонијан,
например, каде што имате огромен фонд на литература од сите области, не можеме ние како професори, како научници да молиме Бога некој да го закачи тој текст на Академија Еду, па да можеме да го стигнеме, бидејќи немаме пристап до тие библиотеки, значи нема подпишано договор, тоа би во развиени држави, сериозни држави, универзитетските професори по дефолт имаат пристап до таквите библиотеки, до тие отворени универзитетски дигитални библиотеки. А камоли да зборуваме за обични книги. Камоли да зборуваме за обични печатени книги. Прво имаме лоши преводи. Ужасни преводи. Многу лоши преводи. Моите деца зборуваат и англиски одлично, и македонски, ние нормално нели ги сакаме да учат и да зборуваат почисто македонски, но на 2-3 случаи кога сме земале македонски превод, децата категорично го одбиле и читале англиски. Во изминатата година оригиналниот или преводот на англиски. Имам прочитано 20 на книги, од тие 20 на книги дали 4 се на македонски јазик. Да. Остатокот дел се англиски, дел се српско-хрватски, нешто ситно словенски. Имате лош превод и сега наместо Мила Царовска да се зафати со тие работи, наместо ние да се бориме за зачувување на македонскиот јазик, значи се биле во Хрватска, во Србија, колку се креативни во враќањето на јазикот, на создавањето, нели, кога гледате вие надписи на кафичи, на пекари, се претерување. Знам дека претеруваат, меѓутоа зракомлад Хрвативе што извадија за Но знаете што, си се штитат самите себе. Ние не се штитиме. Нашите деца зборуваат половина англиски, половина македонски, никоја копаница збора. Не само што тоа Ние имаме неписмени деца кои што не знаат да користат англицизмот, не знаат да користат л, не знаат да користат з. Англицизмот во македонскиот јазик е најмал проблем. Добро, јазикот да жива материја, јазикот се развива и се надополнува, но да не знаат дека се пишува зид со з, а не со з. Приметувам дека ние треба тука да го средуваме образованието, а не да интегрираме предмет. Каде што нели живеам, иако не сум од овде, е тоа дека новите генерации, помладите генерации говорат многу по-примитивен скопски дијалект од тој што го говорат по старите генерации. Многу е упростен. И со англиски термини кои што се дел малку англиски термини, а она што најмногу ужаснува во Македонија е дека културата која овие деца ја воспримаат е навистина нешто ужасно. Например, најгледано нешто со оние јутјуберите што се, не знам, дали од Скопје, сега да не ги именувам, да не ги правам уште популарни, доволно се популарни или не знам. Тие луѓе, им ги гледам клиповите, ја како медиумски работник, како човек кој менаџира медиум, и морам се да гледам. И дел од нив сум ги гледал и ги следам, велам професионално, таму се користат термини навредливи, пцовки, пцуење меѓусебно, гадости, термини кои еден конвенционален медиум, па макар и YouTube, не би требало да ги има. И ти имаат стотици илјади прегледи, се промовират дебилија, се промовират TikTok, што е класично, знаете, прави дебил од вас тоа, кога го гледате самото, кога го правите, ве стимулира нешто да правите будало од себе. Тоа е глобален проблем, значи тука не можеме ние ништо да направиме да го спречиме, тоа е слободна. Тоа е глобален проблем, но единствено нешто што можеме да направиме е да ги воспитаме своите деца. И сега знаете што е исто повторно проблемот во Министерството за образование и наука, бидејќи во изминативе, но ова не е од сега, да се разбереме, ова е 20-25 години веќе се оди натаму. Училиштата повеќе не се воспитно образовни институции, туку остануваат да бидат образовни и тоа постојано говорат квази образовни. Постојано говорат за прилагодување, нема воспитување. Тоа сакам да ви кажам. Постојано говорат за за ускладување со новите дигитални процеси и така натаму. За тоа да се случи, прво децата треба да знаат, затоа што користат од забавиште веќе социјални мрежи, Инстаграм, TikTok и така натаму. Facebook више не користат, досада не вика. Тоа е за старци, Facebook викаат. Сега, на тие деца прво треба да им се објасни што значи приватност,
што е за вас, за вашата фамилија, за вашите блиски, за вашите пријатели, што е за целата јавност. Да, ако веќе ги прилагодуваме на современите текови на живење, треба да знаат прво што е приватност. Треба прво да знаат што е почит. Апсолутно. Што е одговорност. Зошто не треба да се фрла ѓубре? Значи прво треба тоа да го учат. Ние се воодушевуваме на финскиот систем, ние се воодушевуваме на јапонскиот систем. Што учат таму децата првите години? Учат почитување, учат како да се грижат за природата, како да се грижат за со околината околу себе. Значи ги учат тие работи, учат дека ти можеш да бидеш одговорна единка, општествено одговорна единка, за да го направиш да придонесеш во општеството. Па понатаму ги учат информациите, па понатаму ги учат фактите, начинот на размислување. Кога кога ќе имаме такво образование, кога и нас наставниците се чувствуваат загрозени кога одат на работа, а има и наставници кои се инфлуенсерки. Точно, значи тоа е па уште поодвратно. Во кој што наставниците имаат булинг од деца на функционери. Значи, кога ние имаме процес во кој што наставниците се под постојан стрес, направени се администратори, како очекуваме ние наставниците да се вложат во децата и да се воспитуваат децата? Ние имаме паралелки со по 34 ученици во паралелка, како може наставникот да обрне внимание на толку деца? Доколку ние имаме деца кои ќе бидат воспитани и прилагодени на современиот живот, јутјуберот кој ждрига и кој збори гадости, на тие деца ќе им биде одбивен. Па ќе им биде одбивен затоа што ќе добијат стандард. А ние имаме, знаете дека кружеше една снимка со професор во гимназија, значи нема да кажам која гимназија, професорка, што беше многу тажно, во која што им вели, значи јас снимели учениците, 4-та година средно, во која што вели дека жената треба да му дозволи на сопругот да биде помоќен од нејза и да зема поголема плата за мир во куќа. И сега вие какво образование сакате, а од друга страна збориме за родова, што се не родова еднаквост, неутралност, веќе не знам до каде стигна. Ви благодарам многу, нашето време полека привршува. Ви благодарам на вас, да имам многу теми. Почитувани слушатели, вие останете со фреквенцијата 107,4 FM. Имавме една малку несоодветна тема со некој кој е пратеник. Тоа значи дека во Македонија и пратениците може да бидат интелектуалци. Нормално, освен ако не се викаат Костадин Костадинов или онаа со скафандерот која се жртвуваше за нашата земја како Питугули своевремено. Денес е 27.5.2021 година. Јас сум Љупчо Златев, уредник на оваа емисија, главен и одговорен уредник на Лидер ФМ. Утринава техничката реализација е на Мартина Костандинова и Предраг Пандилов. Читајте lider.mk затоа што тоа е интелектуален медиум, а не шириме простотилук, и слушајте Радио Лидер затоа што на Радио Лидер па простотилук, примитивизам, лоша музика не може да слушнете, и првиот момент кога ќе слушнете, јас ќе си дадам отказ.